Помина речиси 5-16 години како крстарам низ Демихисарскава регија, каде што во изминативе неколку години направив документарни записи за речиси 30 демихисарски села, од вкупно 41 село, како и за планинските горостаси Бушева планина, Бигла, Плакенска планина, Илинска планина, Древник планина, секако не изоставајќи ги документарните записи за реката Еригон, многуте археолошки локалитети, меѓу кои античкиот град Бријанион, за 30-тината демихисарски селски соборни цркви и манастири, меѓу кои манастирот Журче и манастирот во селото Слепче, родните села на многуте демихисарски комити војводи, меѓу кои родното село на војводата Јордан Силјенов и Перката, селото Козица, за Илинденската демихисарска коњаница, документарни записи посветени на руралниот демихисарски туризам. Ете како што вели народот, Господ милувал Демихисарскава регија и натаму да ја крстарам, не само да ги надополнам моите досегашни историографски сознанија со нови, сето тоа да го преточам во нови документарни записи и вам, почитувани мои, да ви ги пренесам да останат запаметени во колективната меморија на младите генерации демихисарци како дел од македонскиот народ, за да не бидат покриени од правта на заборавот. Почитувани мои, додека така народно да се изразам, размислував и се подготвував за мојата нова дестинација, за мојот нов документарен запис во Демихисарскава регија, се присетив на мојот пријател Гоце Трчевски, меѓу демихисарци попознат по плекарот Тито, на неговата повеќе годишна идеја, дел од неговиот имот да го претвори во етно ранч, со намера да не промени ништо од старата селска традиција на живење, се со цел сето тоа да им биде пренесено на посетителите не само Демихисарскава регија, ширу Македонија, да останат запаметени во колективната меморија на младите генерации демихисарци како дел од македонскиот народ, за да не бидат покриени од правта на заборавот, туку ширум балканскиве и европскиве простори, како дел од светската етно-рурална туристичка мапа, така народно да се изразам, да видам докаде е реализацијата на тогашната негова идеја. Почитувани мои, поминаа речиси 2-3 месеци од како го направив документарниот запис за етно куќата Гара Ранч во селото Сладујево, со работен наслов Гара Ранч, кога рано изутрината ми зазвони мојот телефон и го слушнав гласот на мојот пријател Гоце Трчевски, меѓу демихисарци, попознат по плекарот Тито, кој ми велеше: Зоране, стар пријателе, дали знаеш ти што направи со овој документарец што го сними овде во моево Сладујево, за етно катче во Гара Ранч, за Демихисарскава регија, посебно за руралниот туризам во овој дел на Република Македонија, за да биде трајно поставен на светската етно-рурална туристичка мапа? Дали знаеш каков порив поводи кај мнозина демихисарски ентузијасти, љубители на демихисарската култура, историја, традиционалниот автоктон демихисарски начин на живење, за промовирање на демихисарскиот етнотуризам? Зоране, стар пријателе, имам еден предлог, а знам дека ќе го прифатиш, знаејќи дека тоа ти што го работиш од Бога ти е дарено, да направиш еден документарен серијал за демихисарскиот рурален туризам. Од моја страна, заедно со неколкумина ентузијасти, пред се од областа на демихисарскиот етнотуризам, воедно угостители и хотелиери, подготвени сме заедно со тебе да го направиме тоа добро. Што велиш ти, ме праша? Слушај вака да ти кажам, одамна му се токмам
да направам една документарна серија посветена на демихисарскиот етнотуризам, одговорив. Ете сега кандисај се и тој со повисок глас ми довикна од другата страна на неговиот телефонски апарат. Јас своето си го кажав, сега оставам на тебе, ми рече Гоце Трпчевски Тито. И навистина така и бидна. Мојата прва меѓу еднаквите дестинации беше демихисарското село Бабино. За демихисарското село Бабино и овој пат тргнав со мојот стар пријател и сопатник, со мојот джип, со камазот, најсетно во правец на демихисарското село Сладуево, кај мојот стар пријател Гоце Трпчевски, каде што ме чекаше еден од најпознатите етнолози, историчари, а пред се љубители на селската идила, а воедно и дел од менаџерскиот тим на продукцијата Маријово филм Драгослав Миновски, кој беше во демихисарскава регија во нова истражувачка мисија, каде што заедно се упативме во селото Бабино, во правец на угостителско-мотелскиот објект, воедно и национален ресторан Бабино, каде што не пречека Сашо Дранго, кој речиси неколку децении успешно стопанисува. Република Македонија е ризница на многу истражени, но и на неистражени природни реткости и културно-историски споменици од антиката па се до ден денес. Нејзината територија изобилува со природна убавина, изразена преку бројни планини, котлини, полиња, клисури, пештери, како и извори, реки, водопади, езера и така натаму. Развојот на цивилизациите и интеркултурната комуникација на овие простори оставиле длабоки и неизбрижливи траги за кои денес сведочат културно-историските споменици, етнографските вредности, музеите и галериите, а кои се изразуваат преку разните современи манифестацијски туристички вредности. Неизбришливи се трагите од материјалната и духовната култура низ бурните историски случувања на територијата на Македонија од предисторијата, антиката, римскиот период, средниот и новиот век. Денес Република Македонија изобилува со материјални, духовни, културни вредности кои се манифестираат низ бројни културно-историски споменици, етнографски елементи, амбиентални целини, градски населби, музеи, галерии, спомен збирки, гастрономски и манифестацијски туристички вредности. Почитувани мои, пред да го погледнете видеозаписот за угостителско-мотелскиот објект Бабино, предлагам да ја проследите репортажата за овој угостителско-мотелски објект, што заедно го направивме со мојот сокласник, другар и пријател, а пред се познат македонски шоумен Игор Џамбазов, пред речиси неполни 10 години, за време кога заедно работевме во тоа време најгледаната национална приватна телевизија А1 телевизија. Гледајте и уживајте. Македонија, се наоѓаме на 35 километри од Кичево, а на 9 километри од Демирхисар. Овде десно до регионалниот пат се врти за село Бабино, револуционерно Бабино. На 4500 метри сме од црквата Базерник и само на 300 метри од Бабинската чука која ќе видиме низ пат. А одиме директно во рибникот на село Бабино, првиот рибник во Македонија. Може? Ајде.
Ова е рибникот Бабино. Таму на таблата ви кажав дека е првиот. Може би не е првиот, но е највредниот. А сега ќе разбереме дали е првиот. Виновникот за ова убавина, за овој рај во Демир Хисарско се вика Дранго. Добар ден. Добар ден. Дранго е инаку човек што сака природа, сака животни, а истовремено е ловџија, сака добра чашка, сака добра трпеза, сака добро друштво, има многу пријатели и овде пред неколку години беше една обична нива. Видите, Игорче, завршувајќи со студиите на природно-математички факултет во Скопје и во тоа време, значи на почетокот на 90-тите години, и немајќи каде да се вработам, одека постоеше еден објект кој беше напуштен. Значи имаше нешто од објект, меѓутоа напуштено. Значи тука немаше риби, немаше живот, еден објект на кој веќе без прозори и така. Причина за напуштањето на објектот беше било тоа време тука рибите пливаат во изворска вода, значи тука водата извира во кругот на рибникот се наоѓа изворот, меѓутоа пошто извира од длабочина, таа е со голема концентрација на CO2, кој CO2 во тоа време му правил големи проблеми на огледувањето на рибите. Меѓутоа тоа како биолог го решив со отварањето на каналите и со изградбата на каскадите, каде што водата лесно се ослободува од CO2 или уште полесно врзува кислород. И така да во тој момент го решивме проблемот на рибите и од тогаш рибникот функционира. Што имаме сега се во рибникот? Што? Значи покасно го отворивме ресторантот. На кој ресторант? Значи ресторанти имате денеска многу убави ресторанти, низ Битола на Широк сокак имате на улицата Македонија во Скопје, меѓутоа за разлика од тие ресторанти не можат да ги имаат нашите срни, го наоѓав да го племенам со нешто што го нема на Широк сокак. Ова е скоро приватна зоолошка градина. Па да, видите, значи идат мајките и татковците, нивните деца се занимаваат со зајачината, со срнчината, со еленот марко и тие се релаксирани за време на ручекот, додека нивните деца повторно сакаат да дојдат и не му да садуваат во нивните разговори, бизнис разговори, во нивните разговори, опуштени разговори. Значи децата сакаат плюс уште некој миг да останат тука. Оваа риба што јадат гостите е од тука. Да, значи многу гости ќе се пофалат дека така добра риба не јаделе. Значи специјалитетот на спремање на рибата е вообичаен. Таа се спрема или на плотна, цела или цепена, меѓутоа специјалитетот во тоа што рибата секој утро се вади. Од прилика према гостите се вади свежа рибата. Значи специјалитетот е свежа риба. Дранго, сум видел тука многу македонци, после овој прилог мислам дека ќе има уште повеќе. Јас објаснив убаво на почетокот каде точно се наоѓаме, да знаат луѓето, иако овој крај е малку запуштен. Скопјани никош не поминале од тука, Охриѓани никош не поминале, Струмичани, па тие па Ептен не поминале. Значи, сум видел дека има италијани, французи, бугари, грци кои доаѓаат на лов. Па видите, значи Демир Хисар е едно доста рурално подречје и може да се рече, како што рековте, и отпадно. Значи патот за Охрид, Скопје минува на 40 км од тука, значи низ Кичево, Битола прилеп за Скопје е исто на 35 км од тука, значи не малце во рурален запоставен крај, каде што најголемото богатство е она недопрената природа. Значи одека се работи за една недопрена природа, планини, шуми, богати со даб, со бука, пасишта, исто така со доста богати со дивеч. Значи од дивечот го имаме, од крупниот дивеч имаме дивата свиње и мечката. Исто така имаме волк, имаме лисица, зајак и ловците кои што доаѓаат, има ловци за грајани за крупен дивеч и за ситен дивеч. Значи ова е повик до сите ловџи и македонски, само Дранго ќе објасниш. Се е легално, регуларно? Секако преку ловното друштво кое што стопанисува со ловиштето Елено Демир Хисар, можеме да се договора да го најавиме нивниот престој, значи најде на 10 км од овдека, се качуваме на 2000 метра надморска висина, ги гледаме и Охридското и Преспанското езеро. Од тука? Да, значи од местото Илинска црква се гледаат и Охридското и Преспанското езеро, Галичица како нив ги раздвојува, таму се и најдобрите ловни терени,
има прекрасни коненаци за преспивање, за пошто ловџите треба са бајле наутро да одат по трагите на дивечот и тоа лесно би го организирале. Кажи сега, која е најголемата дива бишка што имаш од тебе? Значи најголемата дива свиња, значи ви се работи за еден огромен вепар, кој што е препариран во салата и може да го видите, тоа е вепар од 310 килограми. Меѓутоа, тоа не е само моја заслуга за убивањето на тој вепар, заслуга е на моето ловно друштво, а најголема заслуга е на моите ловни кучина. Добро. И уште едно прашање. Ова екзотична зоолошка градина тука со екзотични птици ќе се проширува ли? Секако дека ќе се проширува, овдека се работи значи јас граничам со приватни ниви, кои приватни ниви како луѓето братски се делеле, така се и поделени. И сега кога ќе купувате од 5-6 домаќини на една нива, тешко е, малце потешко е да се договори. Меѓутоа, кај луѓето гледајќи мојата идеја за разобувување на овој дел, веќе почнувам и да се договарам. Веќе сум во преговори за старата воденица со огромно пространство, каде што сакам да ставам и ергала од коњи. Одлично. Голем проблем во Демирхисарскиот регион е тоа што нема човек кај да преспие. Освен Таљово, Демирхисар и неговите 5-6 собички, ти си единствениот што во околината се обиде да направи нешто овде, во твојот. Да, видите, значи, Игорче, се работи сега само за 2 соби со купатило, меѓутоа мојата идеја е да не бидат тие во склоп на ресторант. Тие да бидат расфрлени низ шумичката, секој бунгалов да биде посебни бунгалови, да си има камин, да си има туш кабина и кога гостите ќе се најават, веќе дечките што работат тука да го имаат запалено каминот, да можете на преуба книга да прочитате крај рекичката на терасата или крај каминот во собичката. И кажи уште што е специјалитет на куќата? Специјалитет на куќата е цепена пастрмка на жар, значи се работи за негде околу 500 грама цепена пастрмка. Ќе го јајме тоа сега? Секако. Ајде. Одиме на цепена пастрмка. Еве, прв пат фаќам јас пред се во живо. Еве, вие ќе го видите. Олеке, види мирно, ајде малце да позираш. Ајде малце, ќе го радиш? Сами видам. Така. Ајде така. Шефе. Дај малце, ајде да видим. Ајде. Пусти го на земјите, ти она само. Ајде да опушти малце. Охо. Земете го јове. Браво, ајде. Ручки. Сега си ручка. Еве, ќе му дадеме име да се вика. Ајде, Македонка. Како нашава држа убава Македонија. Ајде, ручки си Македонче, ручки си. Така, браво. Не бе, Бошко, црна е ова будало една. Ние сме во рибникот во Бабино, Бошко се дружи со Бамби. Не бе, зошто? Не бе, зошто? Зошто? Добро. Пушти. Денот по утрото се познава, вели народот. Небото беше ведро, времето летно, релативно топло, поволно што се вели окото на камерата на мојот снимател Виктор Костелски да го забележи секој детал на мирната и тивка природа на селото Бабино, пред се малиот шепот на бабинскиот извор кој кроткум се влива во Бабинска река. Почитувани мои, додека со мојот поглед го истражува хоризонтот кој ме обкружуваше, пред се природното етно катче на националниот ресторан Бабино,
мојот домаќин Сашо Дранго ми рече: добро е ете што повторно дојде во селото Бабино, да направиш уште едно убаво ново слико за селото Бабино, да ја надополниш репортажата што ја сними овде во Бабино, пред се и на тогашниот и сегашниот национален ресторан Бабино, заедно со Игор Џамбазов, речиси пред 10 години, како дел од демихисарскава рурална идила. Браво збре Зоране, алал ти вера бе пријателе, мило ми е што ете повторно дојде овдека во Бабино, да ти ја дораскажам приказната кој што започнав да ви ја раскажувам тебе и на Игор Џамбазов, пред речиси неполни 10 години, за време кога заедно работевме во тоа време најгледаната национална приватна телевизија А1 телевизија. Почитувани мои, природата на Демикисар, на регионот Демикисар, навистина се му дарила. И планини, и долини, и реки, и потоци, и поточина, и извори, и села, а и убав народ. На 20 километри западно од административниот центар на регионот Демикисар, од општинскиот центар на општината Демикисар, се наоѓа селото Бабино. Селото Бабино има голема и богата историја, од памтивека па до ден денешен. Овдека во селото Бабино, покрај познатата библиотека Алби, се наоѓа потечението на Бабинска река. Се наоѓаат неколку рибници, меѓу кои и рибникот Бабино, кој што се наоѓа на само 1 километар јужно од селото Бабино. Почитувани мои, наминав овдека во рибникот Бабино, во ресторанот Бабино, во етно катчето Бабино, да се видам со мештаните не само од селата, од регијата Демикисарска, туку да се видам и со мештаните кои што се дојдени овдека да се насладат од не само од убавината која што е дадена од природата, туку е да ја вкусат и убавата демикисарска храна, кое што и ден денешка се произведува не само низ нивите во Демикисарско, туку престанатите мештани си ја произведуваат во нивните градинчина, а исто така да се видам и со многуте наши иселеници ширум Европа, Америка, Канада и Австралија, кои што водат потекло не само од Демикисарскава регија, туку и од ширум Македонија. Почитувани мои, ова моја посета, ете така, и овој мој престој овдека во ова регија, во овој рибник, сето тоа што ќе го видам јас со моите очи, а исто така што ќе го види тоа и окото на камерата, ќе се обидам по големиот дел да ви го пренесам преку новиот документарен запис. Почитувани мои, ова е рибникот во село Бабино. Погледајте и уживајте. Мојата идеја за ова сето досега што го имам направено овдека потекнува од селската идила која порано постоеше во сега веќе раселеното славно Дебрско село Белче, од каде што водам потекло мојата баба и мојот дедо, кои подоцна се доселиле во Демикисарсково село Белче, каде што пораснав, од каде што произлезе љубовта кон селото, љубовта кон селскиот начин на живење, навиките кои ги имам стекнато уште како дете, кога рано уште пред зорите, пред изгрејсонце, ќе се разбудев сам, си леев вода од нашиот бунар, да си ги измијам очите, образите, кога секое утро ги полнев бакарните џумови, бардината и столните со вода, ги собирав јајцата од подседелките на кокошките несилки, ги погалував малите мачина, кучина, пилиња, со тешката секира се обидував да нацепам некоја деланка,
со Теслата заковував некој зареѓен искривен клинец во сушницата, каде што ги обесувавме низите нанижани со тутун, го носев котлето дома полно со штотоку измовзеното млеко, врткајќи се околу мајка ми, гледајќи како го замесува, размесува лебот, собирајќи суви гранчиња за подпалок на црепната, гледајќи како се нагорува црепната, вршникот покриен со жешката пепел, секојдневната работа по полето, пентерејќи се по неколкуте дзензерови, сливови јаболкови стебла, преполни со род, скришум каснувајќи некоја леблебија, сувогрозје, шарено шеќерче, кои моите ги чуваа за да ги почистат гостите, раскажуваше Сашо Дранго. Почитувани мои, овдека во Рибников Бабино. Овдека ќе имате можност да се запознаете со експонатите во природа. Од оние стари алати со кои што ги користеле мештаните од Демихисарско. А еден од тие алати, така речено, е и оваа дрвена кола. Оваа дрвена кола се состои од руда, од предни две тркала, ступци, две канати, една штица која што е на крајот, задни ступци, две големи тркала и родан што се вика. Меѓутоа, дрвената кола може порано се користела не за се користела за носење на житото, за носење на тутунот, за носење на дрва кој што се правела растока, а ова дрвена кола ја влечеле зеогар воловите и чифт коњите. Угостителско-мотелскиот објект воедно представува етно-музеј на отворено. Во етно-музејот имаме поставки исклучиво од Демихисарскава регија, чии неизин обстои јадници години зрачи на овој простор. Овдека во Бабино пријатно ќе бидете изненадени од испреплетеноста, сплотеноста, меѓусебното надополнување на старото и новото, кое ќе ве потсети на она што некогаш било, на кое се уште не му изминало времето и на новото кое допрва надоаѓа. Почитувани мои, овдека во ресторанот Бабино, во Рибникот Бабино, во етномузеот на отворено, навистина на отворено, ќе ги забележите како слободно во паркот, така речено, покрај изворските води, покрај риблиците каде што се рибите, како слободно шетаат и пилината, и квашките, и петлите, и фазаните, тука се и шатките, а исто така ќе бидите воспитани, а исто така ќе бидите воодушевени и од пауните, а пред се од лебедите, како што е овај лебед овде, што успеа да го, така да речем, улови окото на камерата. Погледнете и уживајте.
Овдека ќе ја почувствувате старата селска чорбаджишка архитектура која ја сочинувале селските дворови, старите кујки, плевни, селски патчиња, сокачиња и сокаци, но овдека можете да ги пробате вкусовите на демихисарската препексливова ракија, демихисарското мезе кое се состои од демихисарско кромиче, лукче, благо и луто пиперче, демихисарско патлиџанче. Тука се разбира можете да се насладите и од вкусот на демихисарското лепче, печено во фурна или црепна, демихисарските питулици со лук, демихисарскиот мазник, зелник со кори, сучени на трпеза со сукало, демихисарското кисело млеко, подквасено со природен млечен подквас направен од сириштето на кравиото, козиото или овчкото млеко. Можете да го вкусите и демихисарското гравче, јагне испечено во фурна на разгорена жар од дап благун, со гарнир од демихисарско компирче, сето тоа залеано со демихисарско црвено вино од сортата станушина, а сето ова пропратено со езгија кавали со традиционалната демихисарска пред се патриотска песна. Почитувани мои, Бога ми мерак ми беше што ете Господ и мене ме донесе да дојдам во демихисарското село Бабино, поточно речено во националниот ресторан Бабино, да направам документарна репортажа. Почитувани мои, не ми се напушташе демихисарското село Бабино, но морав да се заминам затоа што ме чекаа и другите демихисарски села и за нив да направам документарен запис со едно ветување дека повторно ќе наминам во селото Бабино, само Господ живот и здравје на сите нам да ни дава.